накратко процедурална забелешка за обраќањето на колегата Дарко Костов, кој што навистина воопшто Каевски се извинувам, кој што навистина не ја следи расправата овде, ја користи говорницата, не баре ова е шведска маса за политички поени, па сака да шири лаги и невистини. Јас најпрвин сакам да го поздравам говорот на колешката Благица, сакам да го поздравам говорот овде на колешката Виолца Адеми, кој што навистина разумно дават еден разумен тек на оваа цела расправа и разумно се апелира кога станува збор за предлог закон за изменување и дополнување на законот за наставници, за еден ваков сериозен закон, со оглед на тоа дека имаме нов министер за образование, да му се обратиме овде на почитуваниот заменик министер на господинот Лузим Алиу, да апелираме да ги разгледаат повторно, да ги ревидираат позициите за овој закон. Да не тргнуваме така слепо како што колегата Дарко влегува во трка по политички поени, затоа што, верувајте, од таквиот начин на работење никој не добива. Со силната партизација во образованието, верувајте, губиме ние и губат идните генерации. Тоа што на тој начин настапува колегата Каевски овде од говорница, говори за него и за неговиот однос кон собранието. Меѓутоа, јас уште еднаш ќе апелирам и до Министерството за образование, и до другите пратеници од мнозинството. Уште еднаш ќе констатирам и ќе дадам пофални зборови за говорите и на колешката Благица, и за говорот на колешката Виолца Адеми, кои што навистина апелираат хипотеките од минатото и лошите решенија кои што ги имаше Мила Царовска во Министерството за образование, да не ги пренесуваме како хипотека на новиот министер, да не правиме грешки како што беше грешката со законот за граѓанска одговорност, каде што закон подпишан од еден министер доаѓа да биде предложен овде во собрание кога имаме нов министер, па потоа имаме информации во јавноста, извинете, не сме знаеле, се направиле некој превид. Несериозно од колегата Дарко да кажува дека во ваков предлог закон можеме да интервенираме со амандмани. Значи, креатор на политиката во образованието е Министерството за образование и одговорноста ќе биде на министерот. А одговорноста е наша ако ние дозволуваме неквалитетни решенија заради партиски амбиции и поради тоа што сметаме дека ќе ловиме политички поени. Па од овде споменувате плати на наставници и така натаму. Платите на наставниците имавте прилика вчера да ги решите со тоа што ќе беа вклучени, ќе беше прифатен амандманот од опозицијата. Меѓутоа, еве, нема да одиме во таа насока. Нема да ја користиме говорницата кога станува збор за овој закон. Уште еднаш ќе апелирам и до заменик министерот, и до министерот, и до пратениците од мнозинството да го ревидираат овој закон, да ги слушнат дел од нашите забелешки кои што беа испреплетени заедно со процедуралните забелешки. Значи, не можеме да дозволиме да помине закон во кој што во воведот пишува правна и економска сигурност преку засновување на работен однос, а понатаму, замислете, овозможување на овие наставници професионален развој, овозможување на овие наставници и стручни соработници кариерен развој, овозможување на овие наставници побрзо напредување во служба. Еви за јавноста, и за министерот, и за заменикот. Не смееме да ги разделуваме едните од другите наставници. Не смееме да градиме таков систем на нееднаквост и неравноправност. И ова е апел, уште еднаш ќе кажам, до министерот, заменик министерот да ги пренесе нашите ставови таму кај што треба и до мнозинството да престанете да гоните политички поени. Образованието не е шведска маса на политички поени, иако за жал вие го доведовте тоа на тој начин. Почитувана председателка, јас предлагам овие апели, она што го кажа колешката Благица, почитуваната колешка Виолца Адеми и овие заклучоци, нека се пренесат до министерот. Мој предлог е да завршиме овде со оваа комисија, затоа што безпредметно е да разговараме, имаме доволно аргументи кои што и министерот и министерството може да ги разгледа. Ви благодарам.